Добро вечер. Во вечерашното издание на подкастот Делчево 365 ќе зборуваме за културата, уметноста и важноста на културните институции во градот. Наш вечерашен гостин е директорот на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров, Златко Начовски. Со него ќе зборуваме за плановите и визијата на институцијата, поврзаноста на младите и уметноста, како и за тоа колку делчевчани посетуваат културни настани. Бидете дел од овој разговор во кој ќе потенцираме дека културата е двигател во општеството. Директоре, добро вечер и добре ми дојдовте. Добро вечер, ви благодарам за поканата. За почеток, кажете ни како започна вашиот пат во културата и што ја мотивираше да станете директор на Националната установа? Во културата за прв пат се вработив 2015 година во Управата за заштита на културното наследство, орган во состав на Министерството за култура и туризам на Република Македонија. Во тој период за мене беше тоа нешто ново. Влегуваш во Министерство за култура, каде што една нова средина, каде што очекуваш, односно не знаеш кои се очекувањата, но со тек на времето полека се вклопи во работата на управата. Морам да кажам дека дејноста во Управата за заштита на културното наследство е доста различна за разлика од дејностите во Центарот за култура. Управата се бави со заштита, односно заштита на недвижно, движно и нематеријално културно наследство, па се наречени заштитари на културното наследство, додека во Центарот за култура знаеме дека овде се опфатени дејности како фолклор, музичко-сценска дејност, ликовна дејност, драмска дејност и слично, така да овие две институции можам да кажам дека доста се разликуваат. Инаку во периодот од 2010 до 2015 година работев како професор по латински јазик во гимназијата Методи Митевски Брицо во Делчево. Па можам и слободно да кажам дека мојот пат во културата почнува и од тука, затоа што образованието и тоа како е поврзано со културните активности во општеството. Како и латинскиот јазик со музеот. Така, да. Што за вас значи културата во едно мало место како нашето Делчево? Значи многу. Културата, без разлика дали е градот мал или поголем град, значи граѓаните имаат потреба од културни настани и затоа сметам дека и Делчево заслужува да има културни настани кои што нашите граѓани ќе ги оттргнат од секојдневните обврски и тој, да кажеме, еден час што ќе го посетат, одреден културен настан, на некој начин ќе се релаксираат. Ќе се олабават од секојдневните обврски кои што ги нуди денешно време. Јас би рекла паметно искористено слободно време. Да, сигурно. Откако сте директор на Националната установа Центар за култура, има ли некој момент кој што ви оставил најсилен впечаток? Како директор, впечатоци позитивни ми оставаат сите културни настани кои што се добро организирани, исполнети со публика, но доколку треба да издвојам некој, ќе го издвојам настанот, односно ликовната изложба на Решата Мети. Тој е албански сликар, со кој што соработував додека бев во Управа за заштита на културното наследство. Па и оттаму морам да кажам кога го поканив да биде наш гостин, неговите зборови беа: Златко, а дали смеам да те одбијам? Имавме многу коректна соработка со Решат и ми беше многу мило и драго што беше наш гостин. Мислам дека направивме убав настан со него. Неговите дела го имаат прошетано цел свет, значи така да стигна да бидат и пред делчевската публика љубители на уметноста. Инаку, освен овој настан, стендапот со Сашко Коцев, две полни сали, задоволни лица на крајот од настанот, не можеш многу смеа, не можеш да бидеш незадоволен. И одбележувањето на 149 години од Разловечкото востание, ова морам да го истакнам бидејќи
после неполн месец од моето именување за ВД директор на Центарот за култура, го организираме заедно со колегите одбележување на Разловечково стание. Во меѓувреме стигнува најава дека гостин ќе биде премиерот Христијан Мицкоски, министерот за култура Зоран Љутков, министерот за локална самоуправа Златко Перински, пратеникот Драган Ковачки и други државни гости, така што притисокот беше огромен, се додека не помине. Кога ќе помине настаната, помина добро, исто така силен впечаток Кога нешто и се овој работи настан. со љубов, се е убаво и се поминува лесно. Да, Така. така. Колку е предизвик да се води културна институција во време на брзи општествени промени? Предизвикот е голем. Во ова време на брзи промени, нови технологии, различни очекувања на публиката, значи не е едноставно, но нашата установа ќе се потруди да одговори на тој предизвик во ова денешно време, колку што може да имаме повеќе културни настани и да ги задоволиме апетитите на делчевската публика. Кои активности или настани можете да кажете дека се заштитен знак на Центарот за култура? Не можам да издвојам дека некоја активност, односно дејност е заштитен знак на Центарот за култура. Како директор на Центарот за култура ќе настојувам да бидат сите дејности подеднакво застапени, и литературната, и фолклорната, музичко-сценската, ликовната, музејската дејност. Еве сега сакаме да ја разработиме и драмската дејност, така да подеднакво важни се сите за мене и како што реков, ќе настојуваме да бидат, односно да им се обране внимание на сите тие дејности. Ја споменавте драмската дејност, има ли заинтересираност? Како го повикавте? Објавивме конкурс за драмската дејност. Има заинтересираност, Тоа е убаво. поготово од основните училишта, така да ќе видиме сега во иднина што ќе и како ќе се случува. Тешко ли е во Делчево да се собере публика на еден културен настан? Зависи од настанот. Но сепак ќе кажам дека е тешко. Се уште кога организираме некој културен настан, главниот фокус ни е да собереме публика. Ние нема да се откажеме. Во престојниот период што ќе следи, ќе имаме уште многу културни содржини, така да ќе имаме понуда, граѓаните на Делчево се надевам дека ќе бидат поброни на наредниве настани. Ако има понуда, ќе има и навика да посетуваат културни настани. Така. Како да се натераат младите да бидат дел од културни настани или да присуствуваат на културни настани? Младите ќе ги привлечеме ако ги слушаме, ако им дозволиме да бидат креатори, а не само публика. Така да Центарот за култура е отворен простор за нивните идеи. Ваше мислење е што сакаат делчевчани? Драмска представа, концерт, изложба или фолклор? Мислам дека делчевчани се врзани некако со традиционалните вредности, односно фолклорот, но сакаат и забава, сакаат да се насмеат. Тоа го видовме со стендапот и двете полни сали со Сашко Коцев. Од неодамна исто така да ја напоменам и драмската представа ЈЗУ Европа, каде што они кои што беа присутни исто така мислам дека одлично поминаа. Со какви предизвици се соочува една културна институција надвор од главниот град? Се соочува со ограничени финансиски и човечки ресурси, со континуитет на квалитетна програма, да привлече публика, бидејќи мал град, помалку луѓе, голем град, повеќе луѓе, така да ни е повеќе публика, односно помалку публика. Колку е важна поддршката од локалната заедница, од институциите? Многу. Поддршката од локалната заедница и институциите е клучна. Без неа културната институција
не може да има вистинско влијание. Кога општината, училиштата, бизнис секторот и граѓаните стојат зад програмата, сите тие се дел од процесот кој што ја создава заедницата, кој што ја креира заедницата и не станува тоа само институционална обврска. И годинава Националната установа Центар за култура доби финансиска помош преку проекти од Министерството за култура. Кажете ни нешто повеќе за тоа, кои проекти ги добивте, што понатаму? Центарот за култура оваа година од Министерството за култура и туризам доби поддршка на 23 проекти, од поднесени 49, Добра бројка. скоро половина, така да задоволни сме. Добивме проекти од скоро сите дејности, фолклорна, ликовна, литературна дејност, музичко-сценска дејност, музејска дејност, инвестиции и слично. Но сепак ќе го издвојам овде проектот за обнова на спомен дом на Разловечкото востание во село Разловци, кој што е капитален проект во културата оваа година. Проект во кој што е вклучен и Националниот конзерваторски центар од Скопје, кој што ги изведува градежните работи на објектот, додека нашата установа треба да ја постави историската збирка, каде што има дел вклучено и од етнолошки предмети и сите содржини кои што ќе бидат внатре во овој објект. Таму веќе се работи, до кога планирате да биде завршено? За одбележувањето, односно оваа година имаме одбележување на 150 години, голем јубилеј на Разловечко востание. Се надеваме дека ќе успееме да во овој краток период да ги завршиме сите работи и тогаш на тој ден да биде пуштен и самиот објект во употреба. Дали во иднина планирате да организирате и некој фестивал, меѓународна соработка или меѓународни проекти? Оваа година нашата фолклорна група гостуваше во Свети Николе на фестивалот Тодорица. Тоа е изворен фестивал на изворен фолклор, единствен во Македонија. Во иднина не можам да кажам сега, бидејќи немаме се уште организаторите на фестивалите, некои може да кажем и месец-два порано ќе ни испратат покана за да ни им потврдиме дали ќе гостуваме или нема да гостуваме, така да значи со текот на времето Сепак очекувате? Да, сигурно. Додека за меѓународна соработка имаме со Центарот за култура Раде Домановиќ од Рача. Лани бевме кај нив, каде што и фолклорната група имаше свој настап, и оваа година сигурно ќе бидеме, имаме одлична соработка, така да тоа е еден со сигурност каде што можам да кажам. Со пејачката група Ѓурѓа планираме во Бугарија Кюстендил, каде што има староградска песна фестивал. Исто така и лани бевме таму и оваа година сигурно, и исто во државата ќе видиме каде ќе добиме покани и каде ќе гостуваме. Кој совет би им го дале на младите кои што ја сакаат културата? Да бидат љубопитни и храбри. Да се вклучат активно во културните настани со своји идеи, да и пред се да создаваат. Да создаваат, бидејќи Центарот за култура им стои на располагање и, како што кажав, е отворен простор за нивните идеи. Каква културна сцена сакате да видите во Делчево за 10 години? Па јас би сакал да видам многу порано, не за 10 години. Културна сцена која што ќе биде жива, пристапна, блиска до луѓето, каде што ќе има повеќе културни настани, музички концерти, фолклорни фестивали, каде што ќе имаме ликовни изложби кои што ќе бидат посетени, каде што ќе имаме работилници и слично, каде што ќе бидат нашите сограѓани
учени многу повеќе во сите тие културни настани, бидејќи тие се дел од тие културни настани, а културните настани без нив не би биле тоа што треба да бидат. Еве 2-3 кратки прашања. Што повеќе сакате, театар или концерт? Театар. Традиција или модерна уметност? Традиција и модерна уметност. Би рекол, овие две едно без друго не идат. Така да мора да се направи некој баланс помеѓу тие, значи кај нас народот да ја сака традицијата која што ни носи корени, но сака и современа уметност која што носи свежина во самите настани. Сакате настан во мала сала, мал или интимен настан? Сакам настан во голема сала и полна сала. И полна сала, така. Дали доколку делчевчани не почнат да посетуваат културни настани, тоа значи дека можеби и нема да организирате културни настани? Ова дека биде како поттик да доаѓаат на сите културни настани. Да. По таа смисла го поставам. Значи, ние нема да се откажеме, ние ќе продолжиме да работиме да ја збогатуваме културната понуда во Делчево, да има колку што може повеќе културни содржини, со самото тоа се надевам дека ќе стекнеме културна навика и дека ќе почнеме да доаѓаме почесто на тие културни настани, бидејќи пак ќе кажам, без присуство на публика настанот не е настан. Одиме во позитивна насока, на секој нов културен настан имаме се повеќе публика. Па да. Да се надеваме дека така и ќе продолжи. За крај од овој наш разговор, еве вашата порака до сите наши сограѓани кои што сакаат да посетуваат културни настани или порака кога станува збор за културните случувања во градот. Да почнат да доаѓаат повеќе на културни настани. Сметам дека со самото присуство ќе си направат, пак ќе се навратам на ова на почетокот, една услуга на своето тело на некој начин, затоа што ќе излегнат од тие секојдневни обврски по ова денешно време на брз начин на живот, и тој еден час што ќе го посветат на некој културен настан, верувам дека ќе излезат задоволни, ќе бидат исклучени од сите други обврски кои што ги имале и натегнеале во текот на денот, така да ќе бидат задоволни, само треба да почнат да доаѓаат почесто на културни настани. Јас ви благодарам за овој разговор. Ви посакувам многу успех и на личен план и на професионален план. Ви посакувам и многу успех на самата Национална установа Центар за култура, да имаме многу културни настани и секако да бидеме се побројни на овие културни настани. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и овој пат ве поздравуваме од Хотел Либеро. Имајте убава вечер.